Повеќе од 1 милион евра ќе добие општина Дојран за подобрување на состојбата на Дојранското езеро. Владата за 3 месеци им ги одобри овие пари за да се работи на клучните проблеми како чистење на калта и вегетацијата од крајбрежјето. Градоначалникот Анго Ангов вели дека станува збор за штетна вегетација, а со нејзино отстранување ќе се отворат и нови плажи. Со овој проект, освен бенефитот за езерото, што е најбитно и најважно во сето ова, со расчистување на таа бујна вегетација ќе добиеме и огромен бенефит за посетителите, за туристите, односно ќе го расчистиме цел тој внатрешен дел, така што нема да имаме бујна вегетација кај што се капачите, ќе донесе самото прочистување одредени количини на песок кои што ќе се искористат за попесочување на плажите. Ќе се распише меѓународен тендер за чистење на езерото, а општината ќе добие и свој багер на вода кој што во иднина ќе им служи за тековно одржување на езерото, но и пробивање на нови плажи. Да, во самиот проект некаде беше околу 100.000 евра. Истото е набавено, значи се работи за средства обезбедени од Европска унија. На некој начин тоа е целосно донација од Европска унија и средствата беа распишени така што заврши постапката и се надеваме дека април месец веќе возилото ќе пристигне, затоа што мислам дека во овие делови од Балканот и не се произведуваат такви возила. Пролетва Дојран ќе ја уреди и познатата локална плажа Калдърма, за која што издвои околу 3 милиони динари од сопствениот буџет.